Градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски и амбасадорот на Австрија во Македонија Мартин Памер денеска беа во посета на територијалната противпожарна единица Куманово по повод донацијата противпожарно возило за спасување и гасење на пожар во урбана средина. Сакам да го поздравам присуството на високата делегација од регионот Тирол од Република Австрија. Чест е за мене да бидеме денеска домаќини. Отпочнавме една соработка пред извесен временски период, не подолго од една година. И врз база на студентските посети кои што ги имавме таму, сме избрани како една од општините во Македонија која што ќе работи на реформи на противпожарните служби во државата. Со таа цел веќе адаптираме одредени услови во нашата противпожарна единица во Куманово и добивме едно возило како донација. Се работи за подвижна или мобилна скала со должина од 32 метри, која што се користи за спасување и интервенција при пожари, несреќи и други вонредни состојби. Во таа прилика сакам во име на граѓаните на општина Куманово и во моје лично име да се заблагодарам на граѓаните на Австрија и секако на покрајината Тирол. Ќе продолжиме да ги користиме нивните искуства. Целта е Куманово да стане еден пилот проект за реформи на противпожарниот систем, каде што покрај професионалната пожарна единица ќе обезбедиме услови за функционирање и на доброволни противпожарни друштва во самиот старт на 3 различни пунктови. Тоа е во село Пчиња, во село Табановце и во село Орашец, каде што општината ќе има обврска да изгради постоечки во рамки на постоечките капацитети и места за паркирање и складиштење на опремата и дополнителни места каде што тие доброволни пожарникари би можеле да вежбаат, тренираат и да интервенираат во случај на пожар и други евентуални несреќи. Целта е да се приближиме на системот кој што Република Австрија го има во моментот и е еден од најдобрите не само во Европа и во светот. А во иднина по пат на донации и со употреба на наши средства да ги доопремиме нашите противпожарни сил, се со цел да обезбедиме поголема сигурност и поголема заштита од пожари и вонредни состојби на територија на општина Куманово, па и пошироко во регионот. Das Projekt hat begonnen auf die Bitte unseres Botschafters Martin Pammer. Проектот започна со посредство на амбасадорот австријскиот амбасадор Мартин. Der erfahren hat, dass wir seit 15 Jahren Feuerwehrprojekte Ние веќе 15 години спроведуваме проекти на територија на Балканот, посебно во Хрватска. Und hat uns mit Kumanovo zusammengebracht, mit dem Bürgermeister. Да, тој не доведе во Куманово и не запозна со градоначалникот на Куманово. Und wir haben mit den Feuerwehrleuten von Kumanovo und mit Bürgermeister eine ausgezeichnete Erfahrung bis jetzt gemacht. Со градоначалникот и со пожарникарите од станицата во Куманово имавме добри разговори. Und wenn sich genug Freiwillige finden in Доколку успееме да најдеме доволен број на доброволци, волонтери, пожарникари, wollen wir bei der Ausrüstung und bei der Ausstattung mit Fahrzeugen helfen. Би сакале да помогнеме со доопремување на службата и со доопремување со нови возила од Австрија. Wir wollen auch helfen bei der Ausbildung der Leute. Посебно би сакале да помогнеме во обуката на луѓето, на пожарникарите. Sowohl in Tirol als auch in Kroatien die Како во Тирол, во покрајината Тирол, така би испратиле луѓе и во Хрватска на обука. Und wir wollen helfen, Jugendfeuerwehren aufzubauen. Би сакале да помогнеме да изградиме пожарникарска служба за млади луѓе во Куманово. Und wir sind sehr positiv, wenn sich die nächsten 2-3 Jahre gut entwickeln, wollen wir langfristig Би било позитивно доколку сето ова во наредните 2 до 3 години се развива во позитивна насока. Und wir hoffen, dass sich die Sicherheit hier in der Gemeinde Kumanovo stark verbessern kann. И се надеваме дека со тоа посебно ќе се подобри сигурноста и безбедноста на граѓаните на град Куманово.
Die Rechnung ist ganz, also wir sind nur ein Bundesland, wir kommen aus Tirol, Ние сме сојузна покрајна и доаѓаме од Тирол. haben halb so viele Einwohner wie Mazedonien Речиси половина жители имаме колку во цела Македонија. und haben 32.000 Freiwillige. Имаме 23.000 доброволци, односно волонтери. Ganz Mazedonien hat 800 А Freiwillige. цела Македонија има само 800 доброволци. Nein, überhaupt nicht. Das ist nur auf freiwilliger Basis. Едноставно на доброволна Wir основа. beginnen in der Schule mit den Почнуваме Schülern zu уште arbeiten. од школска возраст со обука на младите во училиштата. Und diese Schüler bleiben dann zum großen Teil bei der Feuerwehr. Големиот дел од учениците кои што учествуваат во обука, понатаму, после 16 годишна возраст, најчесто се одлучуваат да останат во Die службите. Freiwilligen genießen diese Kameradschaft, die sie zusammen haben. Значи, волонтерите уживаат во пријателството што го стекнуваат за време на обуката Und dass sie auch für ihre Gemeinde, für ihre Mitbürger etwas machen können. и задоволство им што можат нешто да сторат за општината и за граѓаните во Австрија и во покрајната. Во секој случај ова возило ни е добродојдено, бидејќи вакво возило му е преко потребно на град како Куманово. Имаме висококатници. Возилото е, како што спомена градоначалникот, првична намена му е како возило за спасување од височини, 32 метарска скала со хидравлична горпа. Меѓутоа, во даден момент се користи за гасење на пожари на повисоки катови. Се монтира додатно опрема. Срево се приклучува на возило, така да директно од него може да се гаси објект. Во Австрија беа пратени тројца членови територијална противпожарна единица Куманово, кои беа таму една недела на обука, го донеса возилото овде и во меѓувреме изврши обука на сите вработени во нашата единица, така да сега можем да кажем дека буквално 70% од пожарникарите кои се во работен однос се оспособени да работат со ова возило. Возилото е во изворедна состојба, така да се надевам дека ќе остане и кај нас, бидејќи ќе биде, мора да биде подложено на посебни сервиси, посебни одржувања, не е како овие обични возила, бидејќи целото е хидравлика и електроника на него. И се надевам дека ќе успееме да испратиме уште некоја екипа од Куманово на обука кај нив, бидејќи, како што напомена и градоначалникот, нивната служба е далеку напред.